Здраво живо! Само што заврших со слушање на една од моите омирени песни, наши македонски стари песни, и размислив за тоа колку мудрост ни пренесуваат нашите предци, колку работи ни пренесуваат преку песната. Токму оваа песна што оди во позадина, а после тоа ќе ви оставаме линкот да преслушате цела една од песните кои што ми остави многу голем впечаток и сум многу фасциниран од таа песна. Значи, песната се вика Стојан ми болен легаше. Стара песна е, македонска, изворна народна песна. Повеќе луѓе имаат препеано, не ми текнува ни имињата на сите што имаат препеано и не сум ни сигурен кога датира таа песна, затоа што не може да најдам информации. Иначе сум малце растурен работа, затоа сум вака недотеран за снимање, меѓутоа нема врска да не ми избега мислата да си го снимам видеото, па кој што ќе фати зародиш. Океј, може ќе научи нешто и он од песните стари наши македонски кои што јас учам. И да се навратам на песната, значи песната е Стојан ми болен легаше, а во песната се пее за Стојан или се опишува состојба во која што Стојан е многу болен. Тој веќе 7 години лежи болен, го мачи болест, и таа болест толку прогресира и само го измачува. Значи не му дава да умре, не му дава да оздрави, туку само го измачува до тој степен што почињаат дури и змии и црци да му испајаат од неговото тело. И веќе немајќи како да собрати неговата мајка, го прашува Стојан да немаш ти гревови, па заради тоа да се случува ова, дај кажи си ги гревовите, кажи си што имаш, ако имаш нешто. И Стојан вика, да, имам мајко, кога бевме мали, овчери, кога шетавме низ планина, ние начекавме трло, во кое што имаше млади јагненца и ние го запаливме тоа трло. И младите јагненца сите изумреа. Тоа се вика мајко моите гревови, тоа сум јас грешам мајко пред Бога. Значи, многу длабока песна доколку ја сватите. Значи, песната ни кажува за момент во кој што ние сите сносиме нека одговорност за нашите работи што ги правиме. Значи, не можеме да избегнеме тоа, затоа што се што правиме е запишано во нас. Значи, ние сме софтверот во кој што се запишува. Значи, не можеш да скриеш самиот од себе си тоа што си го направил. И токму оваа песна не предупредува за тоа. Песната е многу мудра, не предупредува за тоа да пазиме што правиме, затоа што си сносиме одговорност. И токму и ние тоа никогаш не било позначено од ние што живееме во ова време, кога секој дневно правиме нешто мислејќи дека тоа што го правиме мораме да го правиме, затоа што сме принудени, дури кога прави некој лошо, често го прави под изговор, немам пари, мора да направам такво нешто, немам воа, немам ноа. Меѓутоа сите тие изговори не минат. Не минат, значи едноставно не минат, како што ни кажува песната, ако можеме да земеме ука од нашите предци, тоа би било. Значи, еве, ја ставам песната во линкот, послушајте ја и се надевам ќе извлечеме сите поука од нашите мудри предци и од тоа што успеале тие да ни го пренесат и да се сочува. Тие знаеле дека доаѓа време во која што цело наше ветско знаење ќе биде избришано, па затоа многу од работите тие ни ги ставиле во некои така наречени адети, песни, приказни, и доколку сакаме да се поврземе со нашите предци, ние таму треба да бараме одговори и мудрост. Еве песната, слушнете ја и се надевам дека ќе извлечеме сите некоја убава полука. Значи, се гледаме, поздрав и се надевам ви се допаѓаат видеата кои што ги снимам. Ќе снимам колку можам сега, периодов и работа ми у куќата и бавча имам, не знам колку имам време, меѓутоа како ќе ми иде инспирација, ќе се трудам нешто да снимам, да пренесам. И така слушнете песната и ценете и поштувате мудроста на старата македонска изворна музика.